на општина Гевгелија. На денешната седница се поканат Андро Сарамандов, градоначалник на општина Гевгелија, Ангелина Петкова, пратеник во Собранието на Република Македонија, Сашко Јанчев, пратеник во Собранието на Република Македонија, представници од Регионална занаетчиска комора Гевгелија, представници на општинската администрација, представници на средствата за јавно информирање. На денешната седница се присутни 19 членови на Советот од скупно 19 членови колку што брои Советот. Според тоа, постои кворум за полноважно одлучување. За записничар и за правник е одреден вработениот Благој Кар. Записникот од 10-та седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Доколку нема, го ставам записникот од 10-та седница на гласање. Кој е за, молам да крene рак. Констатирам дека записникот е едногласно усвоен со 19 гласа за. Записникот од 11-та воредна седница ви е доставен. Дали има забелешки по истиот? Доколку нема, го ставам записникот од 11-та воредна седница на гласање. Кој е за, молам нека крene рак. Констатирам дека записникот од 11-та седница е едногласно усвоен со 19 гласа за. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за обезбедување на средства за предфинансирање на проекти имплементирани од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Точка 2. Предлог одлуки за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за село Ума, катастарска парцела број 1206, катастарска општина Ума. Точка 3. Информација за состојбата со постапувањето по барањата за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општина Гевгелија. Точка 4. Информација за состојбата со јавното осветлување во населените места во општина Гевгелија. Точка 5. Информација за состојбата со општинскиот линиски превоз на патници во општина Гевгелија. Точка 6. Информација за состојбата со автотакси превозот на патници во општина Гевгелија. Точка 7. Информација за состојбата со занаетчиската дејност во општина Гевгелија. Отварам претрес по предложениот дневен ред. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, предложениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за, молам нека крene рак. Констатирам дека предложениот дневен ред е едногласно усвоен. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Предлагам поради слична содржина точките 2 и 3 и точките 5 и 6 да се разгледуваат заеднички. Точките 2 и 3 ќе се разгледуваат заеднички. По точка 2 ќе се гласа поединечно, по точка 3 нема гласање, а точките 5 и 6 се информации исто така нема гласање по нив. Го ставам овој предлог на гласање. Кој е за, молам нека крene рака. Констатирам дека предлогот е едногласно усвоен. Одиме кон точките од дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за обезбедување на средства за предфинансирање на проекти имплементирани од Центарот за развој на Југоисточен плански регион. Отварам претрес по предлог одлуката со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација е присутна и даваме прво зборно представничко. Заповелете. Почитувани, предлог одлуката се однесува за обезбедување на средства за предфинансирање на проекти имплементирани од Центарот за развој на Југоисточен плански регион. Односно, со оваа одлука се обезбедува учество на општина Гевгелија во заедничкиот механизам за предфинансирање на регионалните проекти со цел навремена и напрешена имплементација на активности финансирани од Европска унија и националните средства. Имајќи предвид дека финансирањето на проектите се врши по принцип на рефундација, неопходно е обезбедување на иницијалните средства за реализација на активностите. Со обезбедувањето на овие средства, општината придонесува кон искористување на значајни грантови без долгорочно финансиско оптоварување, бидејќи средствата се враќаат по нивната верификација.
Со тоа, општината активно учествува во регионалниот развој, јакнењето и прекограничната работа и подобрување на условите за живот на граѓаните. Благодарам. Благодарам на представничката. Дали некој се јавува за збор? Алчинова, повелете. Почитуван председавач на Совет, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, почитувана јавност, добар ден. Јас ќе се фокусирам на прашањата за финансиски ризик и отчетност, а не на самите проекти. Лично ги поддржувам развојните проекти што носат подобри услови за живот на граѓаните и денес е предлог одлука со која од буџетот на општина Гевделија треба да се издвојат 4 милиони денари за предфинансирање на проекти имплементирани од Центарот за развој на Југоисточен плански регион. Тука ми се прашањата колкав е вкупниот буџет на проектите и кога точно се очекува враќање на средствата. Центарот за развој е носител на проектите, а општината обезбедува средства. Дали постои потпишан договор што гарантира рокови, обврски и механизми за заштита на општинските средства и дали Советот ќе биде редовно информиран за текот на реализацијата и враќањето на средствата? Благодарам. Благодарам, Алчинова. Дали некој друг се јавува за збор? Врска со проектите и на комисиите разговаравме, значи за секој проект ќе имате детално образложение колку изнесува проектот, колку е нашето учество, колку е учеството од Европска унија, детално разработени образложенија за секој проект оделно ќе добиете писмено од страна на Оделението за локален економски развој. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Бидејќи никој друг не се јавува за збор, го заклучувам претресот по точка 1 и предлог одлуката не ставам на гласање. Молам кој е за, нека крene рад. Констатирам дека точка 1 е едногласно усвоено со 19 гласа за. Благодарам на представникот од општинската администрација. Продолжуваме понатаму. Точка 2. Разгледуваме заедно со точка 3. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за село Ума, катастарска парцела број 1206, катастарска општина Ума. И точка 3. Информација за состојбата со постапувањето по барањата за утврдување правен статус на бесправно изградени објекти во општина Гевделија. Отварам претрес по предлог одлуката и по информацијата со извештај од комисиите. Представничката од општинската администрација е присутна и даваме прво збор на нејз. Почитувани членови на Совет на општина Гевделија, оваа точка се однесува за потреба од донесување на урбанистички план за село Ума, односно барање за легализација на индивидуален објект од Кирил Винов од Гевделија поднесе на 31.12.2018 година со комплетната документација и согласно Законот за урбанистичко планирање, потребно е кога ќе се носи урбанистички план за село Ума, истиот да биде склопен во урбанистички план. Од материјалите што ви се доставени се гледа дека тој се наоѓа во аторот на село Ума, значи кога ќе се работи овој план, овој објект секако ќе биде склопен, меѓутоа да добие решение за правен статус, потребна е оваа одлука на Совет, па да продолжи понатаму решавањето по оваа бараната легализација. Во однос на информацијата, даден е табеларен приказ на вкупно предмети поднесени за
барања за легализација од 2011 година до 2018 година, да веларно прикажани како се решени тие и уште колку предмети има за решавање. Бројката што е останата за решавање се однесува на предмети кои се добар дел били по парнична постапка, значи прво треба да се донесе судска пресуда, бидејќи се за нист објект се јавуваа 20 баратели. Потоа изјави за согласност, бидејќи има барање каде што се поставени објекти на друго земјиште, а друга странка е барател. Да се дополнат документите, така да и оваа бројка се затвори. Меѓутоа знаеме дека овој закон, измената на законот е таква што се остави простор за уште 5 години да се решат овие предмети. Па еден апел до нашите граѓани побрзо да ги докомплетираат, да не го чекаме и тој 35 години. Ако имате некои прашања, тоа е на располагање. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Очинова? Во однос на третата точка, каде што расправаме за одлуката со која општина Гевделија треба да ја кофинансира постапката за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти за преостанатите нерешени предмети. Прво, зошто дури сега, по повеќе години од започнувањето на процесот, доаѓаме до потребата општината да презема дополнителни финансиски обврски. Ако отступнете 5842 барања, останат 370 нерешени предмети, која е причината за ваквото доцнење. Второ, во материјалот не е јасно наведено колку ќе биде вкупниот финансиски товар на општинскиот буџет. Немаме прецизна финансиска конструкција. И трето, мора да се води сметка за принципот на еднаков третман. Голем број на граѓани веќе ги подмириле своите трошоци во текот на постапката. И дали со оваа одлука сега ќе создадеме ситуација во која едни граѓани плаќале, а други ќе добијат услуга за натовар на буџетот. Сметам дека тоа е прашање на правичност која не смее да се игнорира. И друго, оваа информација сметам дека треба да содржи детален финансиски извештај за предвидените трошоци, прецизен рок за завршување на сите преостанати предмети, извештај за причините поради кои овие предмети се уште не се завршени и гаранција дека нема да има селективен пристап и дека сите граѓани ќе бидат третирани одеднакво. Без овие одговори сметам дека информацијата не е комплетна. Благодарам. Благодарам на Очинова. Дали некој се јавува за збор? Сигурно? Благодарам, председателке. Почитувам председател на совет, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, медиуми, почитуваната геодетска јавност, добар ден. Бидејќи лично за точката број 2, бидејќи лично ги поставам подносителите на барањето за утврдување на правен статус на бесправни објекти од општно значење, затоа што и ние имаме викендишко во село Ума. Прашањето ми е 2018 е поднесено барање. Сега да, во меѓувреме Бинов Кирил почина, оставинската постапка е завршена, сега се јавува барател супругата, ама 2018, а сега сме 2026. Зошто толкова временска рамка, да не кажам? Зошто дури сега доаѓа на решавање? Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Јапје. Благодарам, председателка, почитувани советници. Одделението за урбанизам и архитектура, градежност и зачина животна средина. Има ли дадена некоја информација дека вкупно поднесени барања за легализација во општина Гевделија има 5842 предмети.
Издадени решенија за утврден правен статус на бесправни градби има 4350, од кои издадени решенија за одбивање на барањето на утврдениот правен статус на бесправни градби има 74 и издадени решенија за отфрлање на барањето за утврден правен статус на бесправни градби 1048 предмети. Останати барања за решавање се само 370 предмети во општина Гевгелија, а која ова точно можеме да го протолкува. Што правиме со овие градби кои им се отфрлени решенијата за легализација? Тие се околу 1122 градби. Како ќе ги решиме тие, каков правен статус ќе добијат тие или ќе донесеме решение за рушење или не знам, тоа треба да се реши. Тие висат во воздух. Дали општината има план и стратегија како ова да го реши? Благодарам. Добро. Дали некој друг се јави за збор? Не, јас мислам да е представник. Почитувани членови на Совет во однос на првото прашање за извештајот кој е поднесен. Вако вид на извештај, таков тер, јас застигнав како раководител, значи ова е терко што е постојан, со дадени бројки, без финансиски извештај, без ништо. Табеларен приказ на број на предмети како се решени. Дали општината има импликации во однос на БИНЕ да носи урбанистички план, општината е должна према некоја своја стратегија да носи урбанистички планови за населени места. Оваа странка во овој случај не е воопшто оштетена. Се работи за предмет не за носење на урбанистички план само заради негова легализација, не. Законот за бесправни објекти вели дека во тој момент кога општината ќе има потреба и финанси план да носи урбанистички план за село Ума, овој објект да биде вклопен и реално ќе биде вклопен, пошто на катастарската подлога ја гледате неговата местоположба. Со оваа ваша одлука, постапката ќе продолжи со урбанистичка согласност, следува надоместок за објектот и решение за истиот, односно негов упис во катастар и стекнување на имотен лист на овој објект на Лидија Динова како носител на оставина. Во однос на финансиите, поукави се овие финансиски средства што доаѓаат од надоместокот за уредување на градежно земјиште се уплаќаат во посебно конто и општината со тие средства добиени од легализацијата е должна да ги пренамени за изработка на урбанистички планови. Така да овој извештај е извештај што од 2011 година го добиваат советниците на општина Гевгелија. Во однос на прашањето за Динова, за Кирил Динов, зошто предметот не е решен? Почитувана советничка, овој предмет е распределен на вработени во општинската администрација. Рековме дека тој е распределен на 31.12.2018 година. Колегите контактираат со странките кои имаат поднесено барање, а воедно можеме да кажеме дека и странката како подносител на ова барање може да дојде во општина да провери докаде ми е предметот, зошто не е решен. Сигурно не е и во интерес и на општината и на колегите кои работат предметот да не се заврши побрзо. Зошто странката нема дојдено, нема се интересирано докаде е предметот, не можам да кажам. Даден ми е материјал, доставен на вас и на советници и на мене, јас го носам предметот. Има оставинска постапка и веројатно кога општината поднесе едно известување до нашите граѓани дека согласно стариот закон за поставување со бесправно градени објекти треба да побрзат подносителите да се ги дополнат своите барања, бидејќи знаеме дека овој закон овие предмети требаше да бидат решени до 31.3.26 година. Тогаш имавме една акција каде што ги известивме сите подносители и ако го видовте предметот, тогаш самата странка има, значи крајот на 25-та година има поднесено барање за промена на инвеститор.
реагирано е, направен е записник на лице место, еве, потребна е и ова одлука на совет да се реши предметот. Така да, не секој пат нашите колеги, моите колеги имат доста голем број предмети, меѓутоа апелираме и самите баратели да се интересираат и да ги дополнуваат предметите. Во однос на прашањето што ќе правиме со овие решенија што се отфрлени. Тие се отфрлени бидејќи биле некомплетни барањата. Сега веќе ова законот за бесправно изградени објекти не го процесуира, меѓутоа веројатно не знам каде е местоположбата, не знам зошто тие се отфрлени, тоа се предмети од 2011 година. Меѓутоа, со носење на урбанистички планови, ако овие објекти сметат или ако се пречка за одбивање на некој јавен интерес, сигурно дека тука ќе се постави општината преку своите институции, тоа се инспекторите. Ако имате прашање други. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку не успи. Благодарам, председателе. Почитуван председател на Советна општина Гевгелија, почитувани колеги советници, почитувани представници на медиумите, почитувана гевгелијска јавност. И јас ќе дадам само една сугестија, испровоцирана од одговорот на представникот на општината. Затекнати извештаи од не знам кога. Се е тоа во ред, значи не се работи лично за вас и во претходните седмици кога имавме некои извештаи, ги добивавме приближно слични одговори, меѓутоа имавме и од комисии или од представници кои даваа многу добри извештаи, така да во иднина потрудете се еве овие барања што ги кажуваме ние како советници да може да ги внесете во вашите извештаи, да измените нешто, значи службите од општината нека реагираат до надлежните кои треба да даваат извештаи, значи тие извештаи да бидат малце по-комплетни, по-конкретни, да ги добиваме сите информации за да не лутаме, значи да имаме по-детални, односно по-конкретни информации за се она што треба. Испровоциран исто така од понатаму има уште една точка, уште некоја информација за денешната седница каде што информацијата е толку штура, меѓутоа за тоа ќе зборуваме кога ќе дојде на дневен ред таа точка, така да добиваме малце по-конкретни, односно по-обширни и да се трнеме од тоа дека така сме ги затекнали и еве ќе си продолжиме, меѓутоа мора да смениме нешто за да бидеме поефикасни. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој друг не се. Моле? Вего реплика на Мелс. Почитувани, овие прашања што ги елабориравте се за комисии, мислам, не се овде за совет. На комисии се решаваат терковите, на комисии се решаваат овие прашања за дополнителни, дали финансиски табели или било какви. Благодарам. Благодарам. Мелости, кој за реплика? Да. Благодарам. Точно е, колега, меѓутоа во петокот јас бев тука, меѓутоа за жал вие како мнозинство не можете да обезбедите да се одржи ни една комисија. Како јас на таа комисија да поставам прашање или било што? Значи, немаше комисии во петокот, закажани, а немаше кворум да се одржат комисиите. Јас не сум член на ниту една комисија која е за оваа седмица. Така да немојте. И на крај крајава советот е место каде што треба да дискутираме, без разлика дали се комисиите или не. Благодарам. Не е вкусно да ја лажеме гевгелијската јавност. Како зборев,
Сите комисии, значи во Точката нема проблем. Замолам, вместо Момент само, ако може. да слушаме колеги. Значи не е искуство од некои членови на Советот да ја лажат гевгелиската јавност дека биле во петокот овде и дека сакале да учествуваат во комисиите. Значи доста од бевме овде, видовме кои се членовите на Совет, кои сакаат да учествуваат во комисиите и кои сакаат да придонесуваат во работата на Советот на општина Гевгелија. А ако сакаме да си правиме политички поени, тоа веќе го видовме од советничката група на опозицијата. Благодарам. Силова процедурално реплика. Како координатор на советничката група на СДСМ, имам право на процедурално, да ви укажам дека кршите член од Деловникот за работа на Совет. Значи, на говорница застанува советник што нема врска со точките што е на дневен ред. Зборува нешто што мисли дека е во некој прилог. За себе ќе кажам дека најавив отсуство од комисии уредно до општинската. Тишина, вам молам Да објасниме. Оти бевме прозвани. Процедуралното е до председателката на Советот дека не го почитува Деловникот од работа на Совет да го прекине. Советникот. Така. Процедуралното да завршите, Да. во реплика. Изјаснете се дека правите. Значи до општинската администрација тука е представникот, најавив уредно отсуство од комисија, така да членовите од колега Петков, значи немате право да упаѓате и да го прекинувате говорникот. Вам молам. Значи ова е веќе мапечоу. Пред само да ви дадам право на реплика, треба да знаат членовите на Советот дека нивното отсуство се најавува на председателите на комисии, не на општинската администрација, согласно Деловникот. Повелете ми. Реплика на зборот на Вегов. Благодарам, колега Вегов. Немој да замајувате јавноста, затоа што јас за оваа седница, тука е председателката на Комисија за образование и култура, нема никаква точка, а јас бев надвор, чекајќи да почне, пошто и да бидам внатре, не сум член на комисија, меѓутоа можам да присуствувам и да поставувам прашања. Меѓутоа, за жал, ниту една комисија не можеше да обезбеди кворум. Што барам јас во оваа сала кога нема кворум? Така да, познајте ги работите. Вие бевте тие кои на координација прва баравте да бидете мнозинство во сите комисии. Не дозволите му ниту една комисија да бидете барем помалку од тројца. И сега, вашиот неуспех да обезбедите кворум за комисија и го префрлате на некој друг. Се извинувам. Не може така. Благодарам. Тука завршуваат дискусиите и процедурално ви контролирате. За збор дали се јавува друг? Повелете? Накратко само, не во врска со точката, меѓутоа со расправата, само да напоменам дека комисиите имаат советодавна и подготвителна улога за материјалите на седница. На седница може да се расправа по однос на точката и не може да му се одземе збор на советникот. Така? Не, затоа што инсистираме и кажуваме дека тоа требало на комисии. Комисиите имаат советодавна и консултативна улога. А ако не отстапува од точката на дневен ред, може секој да се расправи на седница на Совет. Тоа е суштината на Совет. Благодарам. Благодарам. Колеги, ако завршите со сите забелешки, дали некој друг се јавува по точките на дневен ред, точка 2 и точка 3?
Доколку никој не се јавува за збор, благодариме на представничката на општинската администрација. И точка 2, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за село Ума, катастарска парцела 1206, катастарска општина Ума, да ставаме гласен. Молам, кој е за, нека крене ред. Нечисти? За? Добро, не се гледа туку, добро. Дали има некој против? Воздржан? Констатирам дека точка 2 е усвоена со 11 гласа за, 20 воздржани и теко гласите против. Одиме понатаму. Точка 3. Информација за состојбата со постапување. Точка 4. Информација за состојбата со јавното осветлување во населените места во општина Гевгелија. Отварам претрес по информацијата со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација е присутен, му даваме зборни представител. Повелете. Благодарам, председателке. Почитувани советници, пред вас е информацијата за состојбата со јавното осветлување во општина Гевгелија. Во текстуалниот дел објаснато е како функционира. Понатаму колку сијалични места имаме, по населени места, видови на сијалични места. Битно е да се каже, значи за една година има поставено 300 нови сијалични места. Тендерска документација се спрема за новиот тендер кој што треба сега во јули месец да се објави. Приоритет ќе се дава на поставување нови лед арматури, значи овие обчните лед сијалици ќе се заменуваат со арматури кои што имаат поголем век на траење, помалку дефект, помалку средства за трошење. Тоа е, доколку има прашање, повелете. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Алчинова, повелете. Ја разгледавме информацијата за јавното осветлување во општина Гевгелија и сега имам неколку прашања. Колку е просечното време од пријавувањето до отстранувањето на дефектот? Во кои населени места граѓаните најдолго чекаат за интервенција? Колкав дел од мрежата е модернизиран со енергетски ефикасни лед светилки? И сега, пошто во информацијата стои дека за одржување на јавното осветлување се потрошени околу 298.000 евра, а дополнително за електрична енергија 250.000 евра, прашањето ми е дали постои долгорочен план за намалување на трошоците за електрична енергија и за намалување на самите дефекти. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Тодоровка, Мечевски. Информација за состојбата со јавното осветлување во општина Гевгелија. Мене најинтересен од сите овие работи ми е овој Ава Пеливанов, што е како некое јавно предпријатие кое ќе ги одржи на сите општини, кое што веројатно нема конкуренција при тендерските постапки во општините и веројатно добро заработува. По тоа добро заработува, само сакам да ја информирам гевгелиската јавност дека последните 4 тендери во општина Гевгелија му се близу 1.000.000 евра за одржување на јавното осветлување. 19.9.25 подпишан 14.354.000 денари.
13.6.24 потпишан 13.667.000. Потоа 29.6.23 потпишан 15.902.000. Предходно 14.3.22 потпишан тендер 12.530.000 денари. По оваа пресметка, во рок од 4 години, 5000 сијалични места нас не коштаат како граѓани за одржување за 4 години од 220 до 250 евра по сијалично место за 4 години. Мене не ми е јасно кога овие набавките за сијалици, тие се од 15 евро до 20 евро максимум. И не ми е јасно како може да дојдете со информација за јавното осветлување или извештај, не знам што е ово, ова не е информација, не е ни извештај, ова е само колку да се има нешто на совет, денес и да дискутира, бидејќи единствени податоци се само какви лед сијалици се користат и колку се на број. Ништо повеќе и ништо помалку. Мене прашањето ми е, каде ги трошите овие просечно 200 до 250.000 евра годишно во јавното осветлување? И кога ние како советници ќе добиеме одговор, детална спецификација на тоа како се потрошени паричните средства? Благодарам. Следен разбор, Нечевски, повелете. За жал, ја немаме можноста советнички прашања на секоја седница, па ќе мораме да прашуваме представници од општинската администрација, председателке без осмеси, симпатична сте и без да се смеете. Значи, колку ќе биде компетентен да одговори на прашањето, тоа е друга работа. Јас имам две прашања до представникот. Уште од минатиот градоначалник кога беше, имавме доставено едно барање, а и на тековниот, за приклучување на улично осветлување на игралиштето кај старите магацини на Солун, тоест на Паскалин, познато. Игралиштето е во прекрасна кондиција, а знаеме дека како општина кубуриме со спортски објекти за тренирање и релаксација на младите категории, па би замолил, ако знаете, дали има некоја таква иницијатива, ако беше градоначалникот, може по-точно ќе ми дадеше одговор, да тоа игралиште се приклучи на уличното осветлување. Значи има комплетна инсталација, рефлектори, ништо не е оштетено, едноставно не е приклучен на уличното осветлување. Беше своевремено, меѓутоа се плаќаше, тоа не е она заедничка што го имаме. И второто прашање, бидејќи се работи за огромни суми на средства за одржување на уличното осветлување, претпоставувам дека се е опфатено таму, меѓутоа имам некои информации, па би ве прашал дали имаме вонредно ангажирани за одржување на уличното осветлување и дали тие луѓе се плаќаат. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јави за збор? Дуплика Петков на Нечевски. Ви благодарам, председателка. Почитувани. Би сакал со ова моје излагање да ги исправам наводите изнесени од колегата Нечевски дека општина Гевгелија кубури со спортски објекти и со спортски игралишта за рекреација. Тоа не е вистина, бидејќи градоначалникот и во претходниот мандат и во сегашниот мандат има многу средства предвидени токму за оваа намена, направени се и реконструирани и рехабилитирани се многу игралишта, едното е позади спортската сала 27 април, игралиштето Иван Пенов, рехабилитирани и реконструирани се игралиштата во ОУ Крстен и Сирко, во ОУ Владо Кантарџиев, спортската сала Партизан е веќе во завршна фаза и ќе биде пуштена, па така да има и многу други локални игралишта кои што се достапни за сите граѓани. Во текот на летниот период се полни со луѓе кои што спортуваат и се рекреираат и мислам дека не е благодарно такви невистините тврдења да изнесувате. Благодарам. Благодарам, Петков.
Контрареплика. Не е спорно дека општина Гевгелија има реконструирано огромен број на игралишта, поготово во училишните дворови, меѓутоа, ако земете да поразговарате со тренерите кои што водат категории на деца, ќе видите дека и тоа како кубурат со простор. Тука станува збор за игралиште кое што е тревнато игралиште, кое одговара за фудбалски тренинзи. Овие што се со вештачка трева, доминантни се, ние со природна трева имаме само едно градско игралиште и ништо повеќе. Значи, прашајте ги, тука не станува збор за да навредам, ние имаме спортски игралишта, точно е тоа, не го негирам, меѓутоа во делот на фудбалот и тоа како кубурат со простор за тренирање. Прашајте ги тренерите, ќе ви одговорат на тоа прашање. Благодарам. Волски, за тоа, хвала. Благодарам. Мислам дека овие дискусии баш денес не ни требаат, ни се промаршени, затоа што разговараме за документ од 8.6.2025 година. Ево, камерата може ако сака да регистрира. Така да ќе ги замолам службите друг пат, внимавајте пред да пуштите документи. Благодарам. Да. Може? Немам да станам збор за техничка грешка, збор му давам на Да. представникот Ќе почнам од нас. од Светко. Точно, грешката е моја. При изготвувањето на информацијата, значи годината е... Да, да. И јас сам видов, ама материјал беше пуштен, така вака, за како функционираме, за дефеци, за редовен сервис. Ние, двајца сме во одделението, 2 пати неделно се врши контрола на уличното осветлување во градот и населените места. Значи, тоа што го видуваме на лице место ноќе и што пријавуваат граѓаните на Систем 48 или преку приватни телефони, не е важно, дефектите се остануваат уште истата вечер, ако не се работи за некој поголем дефект. Значи, јас мислам дека и во последните години не сте виделе да има улици, ако што не светат, а дефектот на пример се остава на другата дена, ако веќе не може иста вечер да се. Сервисирањето се врши по потреба 3-4 дена во неделата, најмногу Гевгелија и по потреба. Сега, например, имавме воредна ситуација, имаше громови во Ново Коинско, Стардејци, имаше зголемено сервисирање. Значи, сервисирањето оди редовно, како во Миравци, населените места од бившата општина, тука, тоа е за сервисот. За збирно ќе зборувам сега малку многу прашање на еднаш. Аба Пеливанов, фирмата се избира на електронска аукција. Колку фирми ќе бидат пријавени, тоа не зависи од нас. Сега за месец дена се распишува тендерот. Дали ќе биде една, дали ќе биде 10, знамо дека се прејавуваат повеќе фирми. На електронска аукција се формира цената, се одбира фирмата која дава најевтина понуда. Значи, никој тука не може да каже ќе биде Ава Пеливанов или ќе биде некоја друга фирма. Тоа е на електронската аукција. За потрошени многу средства. Значи, тука не збориме само за сијалици. Има проширување на сијаличните места, значи годишно по 300 нови сијалични места за оваа година. Да кажам, имаме поставено околу 9000 метри изолиран кабел. Тој кабел што е од ЕВН, што се обични жици, мора да се заменат со изолиран кабел, да при ветер, при други непогоди не се прават дефекти на уличното. За дали има ангажирано
друго лице, не знам, значи во уличето нема. Јас и колегата Николов сме двајца што го работиме улично осветлување. Имаме добра соработка со ЕВН, дотуша ние сите наши ормари што се за улично осветлување со мерните инструменти се извадени надвор од трафостаницата. Меѓутоа некој пат се случува да се појави дефект во трафостаница и мора да има интервенција од ЕВН. И сега они пуштат кој е дежурен, кој е да се отстрани брзо дефектот. За игралиштето, Боре што спомна, сега кога беше молот за отварањето, ние таму поставивме ново бројило, ново силично место на самата влез на Солун магазинот. Значи, само треба 1-2 стуба да се продолжи, кабелот гледам беше оштетен со кина таму, рефлекторите стоат, не знам во која состојба се, иначе не е проблем да се поврзе на уличето. Нешто ако испуштив сега. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку добро. Нечисти па Тодор Терпак. Значи јасно ни е на сите дека соработка со ЕВН за одржување на сите личните места мора да постои, меѓутоа затоа реков не сте може да би компетентен и не знаете дали има ангажирано лица кои што се платени за одржување дополнително мимо овие пари што се издвојуваат за тендер. Претпоставам ти можеби него сигурно не можете да ми дадете одговор, меѓутоа еве како прашање останува за некоја можеби следна прилика. Тодор, поделете. Почитувам, ми одговоривте нешто 9000 метри кабел сте потрошиле, сте замениле и така ги оправдивте 250.000 евра за одржување јавно осветлување. И рековте дека имало и дополнително издавање на нова мрежа, односно изградба. Тендерот вие за одржување, не вие за изградба. Прво и основно, во буџетот имавме предвидено посебно средство за изградба на нови мрежи, посебно средство за одржување, посебно средство за плаќање на електричната енергија. Па видите таму што и како правите. Мене ме интересира една работа да ми објасните. Имаме 5000 светлички места, бандери. Имаме тендер од 250.000 евра 2025 до сега до 2026. 50 евра сијалично место не кошта за одржување. Секое сијалично место би требало да прегори оваа година и да е заменето на ново, за да стигнеме ние до таа сума. Дали е така или не е така? Значи, кога доаѓаме тука со одредена информација за јавно осветлување, треба да бидеме точни и да ги информираме граѓаните на општина Гевгелија како тие парични средства поточно се потрошени. Колку пати ги заменувате сијаличните места? Дали имате гаранции при замена на истите? Не може бе вие скоро 1 милион евра да потрошите за 4 години за одржување на јавно осветлување. 1 милион евра! Истите бандери се, не ги мените бандерите секоја година. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јави за збор? Може. Вака, тендерот е одржување и проширување на уличната мрежа. Значи, се отварат нови улици. Тие сега повеќе одиме со канделабри, метални столови. Последна беше улицата до Комуналец, што се отвори. Значи, сето тоа влегува во овој тендер. Нови линии, ново проширување, замена на нови лед светилки и сега во врска со сумата. Значи, доколку вие имате фирма, еве сега за месец дена ќе има тендер. Слободно се пријавите, па понудите подобра опција да бидат светилките, арматурите многу поевтини. Што да ви кажам? Одиш на електронска аукција, добиваш и готово. Не ја формираме ние цената. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Реплика на кој?
Дополнително прашање може да поставите. Реплика на колега советник може да поставите. Може да ме инициирам на мета, јас сум ги бал. Колега од говорница, повелете. Почитувам представник од општината и јас немам ниту врски, ниту фирма која што изведува јавно осветлување, ама очигледно оваа што 4 години од која е во мандатот на Сарамандов започнат, се истата го добива јавното осветлување. И во една претходна општина бев советник и таму беше оваа се истата. Да не зборам и чаршијата што зборува, ама ќе видиме на извештајот за реализација на програмата за јавно осветлување точно што и како сте ги потрошиле паричните средства. До денер и сијаличка, и клопка, и осигуратче, и удри гром, изгоре цела линија, па таму имавме издатоци и не знам како. Тогаш ќе видиме како. Благодарам. Дали некој друг се јавил за збор? Доколку не се јавил, го заклучувам претресот по точка 4. Благодарам на представниците од општинската администрација. Одиме понатаму, точка 5 и точка 6. Информации за состојбата со линиски превоз на патници во општина Гевгелија и точка 6. Информација за состојбата со автотакси превозот на патници во општина Гевгелија. Отварам претрес по информацијата со извештај од комисиите. Представник од општинската администрација е тука. Одаваме збор на представникот. Повелете. Почитувам председател на Совет на општина Гевгелија, почитувани советници, добар ден. Пред вас се доставени материјалите за оваа точка на дневен ред. Доколку имате прашања, повелете. Благодарам. Повелете, дали некој се јавил за збор? Георгиев, Петров, Алчинова. Почитувани советници, почитувана председателка, очекував најмалку 20 страници да бидат извештајот за општинскиот линиски превоз. Тука се наведени само 10 такси компании кои вршат такси превоз и 4 компании кои имат автобуси и вршат општински линиски превоз, ако опште го вршат. А ние имаме информација за состојбата на општинскиот линиски превоз. Дали постои општински линиски превоз, само се прашувам, бидејќи јас сум повеќе мандати во Советот, знам дека до Негорци се обраќаа од 4 линии, до Миравци по 4 линии, до помалите населени места по 2 линии. Сега, како што гледам, автобусите воопшто ги нема. Ги снема како општински линиски превоз. И не знам каква е оваа информација, ова ние го имаме секогаш. Нема потреба од оваа информација да ни ја дадат. Ова е толку штуро, ова е толку бедно, да дојдам ја на седница и да расправам колку такси компании имаме и колку имаме автобуски компании. Дали постои општински линиски превоз и дали општината, градоначалникот и ние како совет можеме да го решиме оваа прашање. Одевме по населените места за избори и им обеќавме на сите населени места дека барем еднаш ќе оде автобус са Бајле и еднаш поручи. Една година помена од мандатот ние немаме пуштено еден автобус во една година да помене во населените места, а не 2 пати во денот. Луѓето имаат потреба од општински линиски превоз. А ние само од избори на избори им обеќаме веќе последните 10 години. Општински линиски превоз не постои. А општината опште не се замара. Не знам зошто ја разгледуваме оваа информација. Мислам дека ова треба да се врати и да добиеме до каде се обраќаат автобусите. Што општината има обезбедено за граѓаните како превоз од населените места до градот. А ова е излишно да го расправаме сега. Со оваа информација мислам дека нема потреба никој да излезе на говорница и нешто да зборува. Ова го знаат сите, ова го знаа секој обичен граѓанин
ама не знаат кои населени места со какви проблеми се справуваат кога немат општински линиски превоз. А ние расправаме за општински линиски превоз. Ние го немаме тоа. Благодарам. Благодарам. Тука прашање не произведе, ова беше констатација. Следен за Звон Петров, повелете. Сервис за Звон, не? Благодарам, почитувана председателка, почитувани колеги советници. Јас редовно дискутирав по овакви извештаи ова претходните 2 години кога ми стигнува овде на седница на Совет. А сега, што го каже колегата Георгиев, јас нема се повторам со него, бидејќи потполно се согласувам со него и истото би го кажал и јас. Само нешто ќе се надоврзам на ова негова дискусија. Врска некои прашања до градоначалникот, на тој за жал не е овде, хендикеп е неговото отсуство на оваа седница на Совет. Сакал да го прашам што планира, дали планира некогаш да воведе општински линиски превоз, во смисла на тоа дека знаеме дека Министерството за транспорт и врски распиша тендер за набавка на електрични автобуси на државно ниво, кој што првиот тендер беше поништен, пак е распишен, како што знам, 150 електрични автобуси ќе набавува Министерството, од кои што 100 автобуси ќе бидат распределени на град Скопје, а 50 автобуси ќе се распределат на општините за користење. Сега, поинтата на ова дискусија ми е дека ние, како советничка група, до сега имаме поднесено неколку амандмани за формирање на јавно сообраќајно предпријатие за општински линиски превоз, кој што беше одбиван упорно од градоначалникот, со изговор дека тој веќе имал во план да формира како специјализирано јавно предпријатие кој што ќе опфата повеќе дејности. Еве, например, комуналното предпријатие може, например, да врши општински линиски превоз ако извршиме измена на статутот, ама но тоа специјализирано јавно предпријатие досега нема ни се реализирано. Така да, моето прашање до него ќе беше дали општина Гевгелија од тие 50 автобуси електрични кои ќе набави владата ќе добие некој електричен автобус и ако евентуално би добиле, како ќе вршиме ние превоз на патници кога немаме регистрирано предпријатие за таква дејност, например. Штета е било да пропуштиме оваа можност, ама пак ќе напоменам да беше овде градоначалник, еве јавно прашање до него, ако може да се произнесе по ова, да знаеме што да правиме во иднина. Благодарам. Благодарам. Ќе биде прифатено прашањето за градоначалникот. Представникот не беше следен за збор, Алчинова, па информацијата за линискиот превоз на патници во општина Гевгелија и состојбата со автотакси превозот на патници во општина Гевгелија, од документот што го добивме пред нас се отвара повеќе прашања од кои што дава и одговори. Во самиот извештај стои дека во Гевгелија функционира организиран линиски превоз преку лиценцирани превозници и дека се опфатени повеќе населени места. Но истовремено и самиот документ признава дека постојат сериозни проблеми во транспортниот сектор. Во општината работат 10 такси компании со вкупно 74 возила, од кои дури половина се наведени како нелиценцирани. Дополнително се констатира присуство на нерегистрирани оператори кои вршат превоз без соодветни дозволи. Прашањето ни е, што досега е преземено за да ова се спречи? Ако со години знаеме дека постојат диви превозници, зошто тие се уште функционираат? Ако знаеме дека нерегулираниот превоз создава нелојална конкуренција и безбедносен ризик за граѓаните, зошто нема конкретни резултати од инспекцијски контроли? Уште повеќе и во документот се наведува дека токму нерегулираниот превоз негативно влијае врз руралните средини и врз редовниот линиски превоз. Тоа значи дека граѓаните од населените места се доведени во ситуација да зависат од систем кој не е доволно стабилен и заштитен.
И за крај, кога самиот извештај предупредува небезбедносни ризици и негативни последици за руралните средини, тогаш наша обврска е да бараме одговорност и конкретна акција. Кога коречно ќе преработи линискиот превоз во општина Гевгелија? Благодарам. Благодарам, председателя. Штувани, еве пренеска кога излегов на говорница и кажав, изгледа и ова е еден од пообичаените, односно наследените извештаи од претходно, затоа што навистина мислам дека е пресиромашен со информации и затоа и реагира пренеска за да добиваме малце по-детални и по-конкретни извештаи. Јас ви поставил некое прашање, значи кажувате тука дека има 4 компании кои се одговорни за јавниот превоз, што освен за учениците мислам дека не го користи никој друг. Од кои 3 оператори имаат лиценца? Кои се тие кои ја имаат лиценцата, а кој е четвртиот оператор кој му се дозволува да врши јавен превоз, а нема лиценца? Што е едното прашање. И друго би сакал да добиам информација колку граѓани, не ученици, во текот на годината го користат овој јавен превоз. Од кое населено место? Тука како подписник изработувач е друго лице подпишено и ми е жал што не е тука да го прашаме баш него. Меѓутоа, како вработени таму во тоа одделение, би требало најверојатно да ги имате информациите. Значи, до кои населени места има јавен превоз? Прашање, колку пати се обраќаат тие автобуси во текот на денот и дали имаме информација колку граѓани го користат овој јавен превоз? Од од сите населени места? И ќе ве замолам, значи, во иднина, пошто замолив и преска, давајте ни повеќе информации, давајте ни повеќе за да може да бидеме пред јавноста транспарентни, јавноста да знае со што располага општина Гевгелија. Благодарам. Добро. Дали некој друг се јавува за збор? Колегата Нечевски, па Тодор. Имањето општински линиски превоз де факто немаме, де јуре на хартија имаме. За жал. Навидум небитна работа, меѓутоа според мене многу сензитивна. Ако се поразговара со граѓаните од населените места, има таму луѓе кои што не можат да стигнат до градот без да платат сериозна сума на пари, а тоа подразбира дека ќе го користат такси превоз. Зошто велам дека де факто немаме никаков линиски општински превоз? Немаме места каде автобусите застануваат, немаме означување на временски периоди кога тргнуваат, од кое место. Да не зборувам за автобуската станица која што зјае празна со една линија или две до Скопје. Битна, многу битна работа е општинскиот превоз. Секој добро среден општински превоз ќе биде посакуван да се користи без разлика дали луѓето располагаат со сопствено превозно средство или не. Гледаме дека со години тлее овој проблем, не е од сега, можеби десетици и повеќе години. И затоа ние како Совет би требало малце посериозно да поразговараме на оваа тема и да предложиме конкретни мерки до градоначалникот да во иднина се заложи, а и ние како Совет помогнеме во тој дел за решување на овој акутен проблем. Од една страна се фалиме и е факт дека сме општина која што располага со сериозен буџет. Добар дел од средствата, јас би рекол, ги расфрламе под наводници непотребно на поодредени ставки, подставки и така натаму, а не решаваме акутен проблем.
Затоа, по примерот, има некои општини во Македонија кои што на безпрекорен начин го имаат решено ова. Тоа е кај нив поголеми општини станува збор како бесплатен градски превоз. Меѓутоа, општинскиот превоз линиски до населените места малте не е градски кај нас. Се работи за мала километража, па би можела општината Гевгелија да партиципира со сопствени средства и на некој начин да го направиме бесплатен тој превоз, со што ќе им овозможи на граѓаните лесна пристапност до општина Гевгелија. Или формирање на јавно предпријатие, може би не единствено, не знам колку би било рентабилно, затоа што покажувањето на на превозниците дека не е исплатлив тој превоз. Значи, едната работа е со кофинансирање на тој превоз на превозниците и втората работа е со формирање на јавно предпријатие кое би опфатило повеќе дејности. Ние формираме или воведуваме нови активности и сите ги трупаме во комуналното предпријатие. Комуналното предпријатие на тој начин ќе се ја заборави основната дејност која е. Затоа имаме сега зонско паркирање, колку функционира, како функционира, тоа е друго прашање. Тука би бил општинскиот линиски превоз и мислам со добро срочена анализа направена со исплатливост и неисплатливост, можеме да формираме едно општинско предпријатие кое што би ги опфатило овие дејности. Верувајте дека ако, верувам и од вас сте слушнале, сте имале контакт со граѓаните, има постари, повозрасни луѓе, а сведоци сме и ние кога го напуштаме градот на излезот, ќе видиме безброј патници застанати и стопираат. Едноставно нема со што да оди. А такси превозот знаеме дека е поскап. И ова како совет, мислам, за време на нашиот мандат, а не и мандат, мислам и во тековната година, треба час поскоро да го решиме и тоа ќе ни се препише како сериозен и добар успех. Проблемот е премногу сериозен да бегло поминуваме покрај вакви извештаи и само да кренеме рака. Воопшто е небитна бројката на превозници, како такси превозници, како автобуски превозници, битна е функционалноста на овој превоз. Сите од нас сме биле во европските западни земји, гледаме дека јавниот превоз е посакуван превоз, меѓутоа ако е добро организиран и прецизен. И треба да го имплементираме на нашата општина, затоа што сме богата општина, имаме сериозни пари, имаме сериозен буџет и дајте да се одважиме да одвоиме такви пари за да им обезбедиме на граѓаните лесна достапност до центарот на Гевгелија, односно до административни услуги и ред други работи. Благодарам. Реплика на Покупа Тодор. Тоа е збор реплика, никош не ми се допаѓа, ова е повеќе користен за дообјаснување. Ја слушам внимателно дискусијата и целосно го оправдувам барањето за изработка на физибилити студија и таа да го даде одговорот дали линиски превоз бесплатен на подрачјето на општина Гевгелија може да се спроведе или не. Како добра волја, како добра желба, претпоставувам дека сите ќе ја поддржиме, меѓутоа финансиот момент сепак е одлучувачки, најважен од сите, и студијата, доколку даде позитивен одговор на тоа прашање, а поврзано со буџетот на општина Гевгелија, тогаш веројатно сите би биле за. Јас само ќе потенцирам дека ваков одит едно време и функционираше во општина Куманово. И во одредена прилика јас го слушав подолго интервју на градоначалникот на Куманово на оваа тема и тој рече дека токму поради финансиски причини проектот е напуштен. Значи општината до одреден степен можела да издржи и што се работи за поголема помоќ на општина, меѓутоа на крајот сепак морале да го вратат начинот на платен превоз. Што се однесува до јавните предпријатија, исто идеја која што е експлоатирана тука од повеќе советници од левица, градоначалникот истата мислам дека ја поддржа и дека работи на неја и во наредна прилика кога истиот ќе биде присуден, мислам дека и подетелно можеме да бидеме спознаени до каде е стигнато со истото. Благодарам.
Значи, информацијава во однос на општински линijski превоз, а бидејќи општински линijski превоз немаме, не знам ни зашто е ставена на дневен ред. Прва работа. Втора работа, што подсетам колегата Нечевски, на 23.12.25 јас и колегата Петров како советници поднесовме амандман за изработување на анализа за оправданост на формирање на јавно сообраќајно предпријатие Гевгелија. Еве јавноста нека види. Ќе го подсетам и колегата Попов, кога кажа сега дека ќе се согласат и дека работи градоначалникот веројатно, тогаш гласаше против овој амандман, бидејќи градоначалникот рече дека ќе формирал некоја специјализирано јавно предпријатие, кое што неговото формирање во оваа информација за општински линijski превоз не е ни спомнато, а не пак да е формирано, да е направена одредена анализа и така натаму. Друга работа што сакам да ја напоменам е дека Гевгелија расте и тоа расте во однос на покривањето на површина како град. Не е потребен само меѓуопштински, општински линijski превоз, меѓуопштински линijski превоз и регионално поврзување, туку потребен е и самиот градски превоз. Додека ние гледаме дека одредени општини во Македонија, како Струмица, како Кавадарци, набавуваат електрични автобуси и обезбедуваат јавен превоз за своите граѓани, каде е бесплатен, каде е платен, ние немаме ниту една општинска линија. Да не зборуваме за градска линија. Гевгелија, ако земете Караорман до новиот мол, имате сигурно 3 километри и повеќе. Имаме проблем со паркирање. Немаме доволно паркинг простор. Ги цртаме улиците, ги правиме паркинги. А не, како што кажа Нечевски, тука се согласувам со него, не се фокусираме на еден ваков проблем кој што ќе ни бидат благодарни граѓаните во иднина. Да не зборувам во другиот дел на овој момент, а тоа дека, чисто ќе кажам, ние не сме граѓани по владата да ни купи нам автобуси. Само Скопјани се граѓани. Ние не сме. Нам не може да ни доделат автобуси. Ние не може да формираме јавно сообраќајно предпријатие. Или ние ќе ги оставиме нашите пензионери од Негорци, од Мрзенци, од Моин и така натаму да плаќаат такси 200 денари, 300 денари во еден правец и назад, 600 денари. Зашто? За да стигнат на лекар или за да завршат одреден проблем. Така да, во иднина, во однос на изготвување на овие информации, би ве замолил и представникот од службата, значи, нам не ни вршат работа овие фирми што се наброени и што имаат лиценци за вршење на превоз, а не го вршат, прва и основна работа. Втора работа, кога се дава таква информација за состојбата, убаво е да се направи анализа колку би биле тие што би користеле, како би го промовирале, која е нашата стратегија за 1, 2, 3, 5 години за да стигнеме до таму кај што други градови веќе стигнале. Тогаш би имале за што да дискутираме. А вака, се согласувам и со сите колеги буквално во однос на многу констатации, немаме ние што да дискутираме тука. Ово што дискутираме е се надвор од точката на дневен ред. Ние треба да дискутираме зашто овие фирми не вршат општински линijski превоз. Еве тоа го одговорив. А имаат лиценци за да го вршат. Благодарам. Благодарам. Николова. Почитувана председателка, општинска администрација, почитувани колеги и гевгелиска јавност. Многу гевгеличани се сеќават кога Гевгелија имаше општински линijski превоз. Приватна иницијатива Шока Транс. Се имам возено со таа компанија, имаше неколку автобуси по сите населени места. Гевгелија, Богородица, Стојаково, Мрзенци, Негорци, Миравци, Давидово, Милетково, сите населени места. Ефтино беше за секој. Имаше огромен кредит земан од човекот, меѓутоа лиценцата е на друга политичка опција. Не му ја продолжи,
се раздоле, почина после и на синот не му е продолжил. Не е лесно да се формира. Јас верувам дека ќе успееме еден ден, дај Боже да биде и во нашиот мандат, да обезбедиме на нашите граѓани. Се имам возено до Падејица за 10 денари, тоа беше чуд. Секаде низ Гевгелија застануваше. Не до молот, не до Ѓупската мала, да кажам, не до Мојин, до секаде. Меѓутоа, Ѓупската мала, да, вртеше од таму. Па така е, нема колега, нечести тоа е. Ромска, нека и ромската. Добро, до касарната нека биде. Жаргонот е тој по граду. Верувам дека ќе биде. Нека ми простав некој ако се навредил, на некој е смешно, меѓутоа не. Сигурно колега се секаваш, нечеси кога имаше таква има. Ето, и сме се возели во неја. И верувам дека ќе имаме повторно. Ама не е лесно да се формира такво предпријатие. Лесно да се каже. Кој не е работел приватен бизнис? Не знам како. Дај Боже да се оствари тоа. Много кратко за збор. Почитувани колеги, активен учесник бев во две предизборни кампањи. Активен учесник бев во две предизборни кампањи за локално ниво и можам да посведочам дека прво барање на сите граѓани од населените места беше токму тоа. И прво прашање кој што го упатуваа кон нас, што ќе направите со линискиот превоз. Како локална самоуправа која што 5-та година ја практицира власта, апсолутно сме свесни, градоначалникот може би и најмногу од сите нас, дека тоа е потреба и дека тоа е проблем кој треба да се реши и решенијата се бараат во континуитет. Многу иницијативи на кои што и сами сум бил сведок, градоначалникот има превземено, многу средби со приватните превозници како да се вклучат во решавањето на овој проблем, еве уште е постоечки. Јас затоа ќе кажам дека сите ние ја поддржавме иницијативата на градоначалникот за формирањето на јавното предпријатие, а на колегите од левица им должам еден одговор да им кажам дека амандманот им беше отфрлен, односно не поддржан од нас, токму од тие причини, заради недуплирање на активностите. Градоначалникот би одговори дека работи на тоа, на истата тематика со истата цел и од тие причини нема потреба два пати да се подржуваат две исти активности за една иста цел. Верувам дека може би почитуване председател ќе зрели сме за седница со советнички прашања во блиска иднина. Едното од тие би било веројатно упатено кон градоначалникот на оваа тема и би добиле малку попрецизен одговор од тој што може да го даде сега присутниот инспектор со нас, докаде е стигната оваа активност, кои се тештотиите со кои се соочува и дали тоа можеме во реално догледно време да го имаме како нова реалност на теренот. Благодарам. Реплика, Забол? Не знам. Изvolite. Јас сум реплика. Реплика, Петров? На Попов? Со благодарам на колегата Попов, спомна. Да, колега Попов. Еве, например, ако градоначалникот, како што кажете, работи на тоа дека ќе формира специализирано јавно предпријатие, зашто до сега, например, не влезе во информацијата до каде е таа процедура, па ако ние како советници бевме информирани од градоначалникот дека работи, имавме написано нешто, немаше ни потреба да поднесуваме таков амандман, се сложите со нас. Еве, нека донесе информација, да дополни информација за друга некоја информација и градоначалникот одговори, затоа кажам преки во мојата дискусија отсуството на градоначалникот хендикеп за оваа седница, ќе го прашавме, ќе кажеше и немаше потреба да навлегуваме во такви дискусии. Благодарам. Благодарам. Нечевски? Контрареплика, Много кратко. Тоа што го барате во информацијата, го нема во информацијата, затоа што насловот е состојба со општински линиски превоз и инспекторот, надлежен за оваа активност, само ви информира каква е актуелната состојба со превоз. Ова што вие го барате е прашање за градоначалник.
во дадена компетентна соодветна ситуација која ќе биде тука и тој присутен, ќе го прашате, ќе ви каже во детали. Инспекторот и сака не може да ви ги одговори тие прашања. Ги нема сите информации, не ги знае сите детали. Барате невозможно. Па не за тоа зашто не станате на реплика и јас го кажете исто. Почитувани советници, почитувана председателке, за жал морам да констатирам дека политичкиот популизам е длабоко навлезен во нас. Се работи за акутен проблем, уште еднаш ќе повторам на граѓаните. Ние ова било предложено како амандман, другите градоначалникот работел. Мислите дека решаваме проблем за изградба на нуклеарна централа. Значи, овој проблем тлее уште од минатиот градоначалник, актуелниот мандат и претходниот мандат на сегашниот градоначалник. Значи, може би и порано. Дајте да бидеме прагматични. Дали Левица, дали СДСМ, дали ВМРО, дали ЗНАМ, што сме присутни во оваа сала, во Советот, дајте да го решиме тој проблем и да почнеме со решавање, не само декларативно. Работи градоначалникот, работи општинската администрација, очигледно дека ништо не се работи. Дали ќе биде бесплатен? Најпрагматично и најпрактично би било со кофинансирање, со формирање на јавно предпријатие. Па, макар и нека работи со загуба, студијата не знам што ќе покажи, меѓутоа кога се работи за потребите на граѓаните, ние тука треба да видиме. Ајде да се подсетиме малце наназад, иако на таа тема кога имам дискутирано, веќе мои поранешни пријатели се лутат, колкави средства издвојуваме ние за спортот. А пазите, за аматерски спорт. Плаќаме пари на спортисти во илјадници евра, а не можеме да кофинансираме 50 денари, карикирам сега, за кофинансирање на јавен градски превоз. Значи, ако направиме една анализа на буџетот за се непотребни работи, какви средства се трошат, тогаш мислам дека лесно, со заедничка желба, не овој го решил или овој, тој предлог бил или овој предлог. Наш, како совет, ќе биде и да го решиме, дајте тоа прашање. Значи, прагматично се бара и што побрзо да го решиме овој акутен проблем. Благодарам. Дали некој друг се јавил за тоа? Благодарам на вашите забелешки и прашања. Повеќе беа констатации, а прашањата се од делокруг на работењето на инспекторот. Истите ги нотирав и ќе бидат одговорени во писмена форма. Благодарам на представникот на општинската администрација. Преминуваме понатаму, приклучувам претресите по точка 4, односно точка 5 и точка 6. Пред да преминуваме на точка 7, сосема кратка пауза, техничка од 5 минути. Точка 7. Информација за состојбата со занечистата дејност во општина Гевgelија. Отварам претрес по информацијата со извештај од комисиите. Представникот од регионалната комора присутен, му давам збор на представник. Повелете. Почитувани председателки, почитувани советници, Регионална занаечиска комора Гевgelија е комора што обстојува самостојно врштена занаечиска дејност од општините Гевgelија, Богдан, Дојан и Лаландово. Во последните години постои поголем интерес за нечисто самостојно вршење на дејноста, и тоа како фризери, козметичари, електричари, мојорофарбари, автолакери, автолимари, поставувачи на клима, поставувачи на подна облога, изработка на мебел и сладкари и слично. Но за жал, пак многу е мал интерес со старите занаети, како папучии, за жал, многу опаднали.
Моментално има 314 занечии регистрирано во криминална комора Гевгелија, кои тие лани беме 32 занечии добија грандови. Има грандови 32 занечии добија. Комора сами са финансирани ние, платим 1800 динара членарина годишна, тоа е 150 динара месечно и тоа. Друго ако има некој прашање. Дали некој се јавува за збор? Малчинова, повелете. Благодарам. Најнапред сакам да истакнам дека занајчиите се столбот на локалната економија и тоа се луѓето кои со години создаваат вредност, обезбедуваат екзистенција за своите семејства и одржуваат традицијата на нашиот град. Во документот јасно стои дека бројот на регистрирани занајчии опаѓа, дека младите се помалку се одлучуваат за овие професии и дека постои нелојална конкуренција од нерегистрирани вршители на дејност. Прашањето ни е што локалната власт во изминатите години има направено за да го спречи овој тренд. И дополнително имам прашање до градоначалникот. Колку пари од буџетот во претходните 2 години, 2024 и 2025, се издвоени конкретно за поддршка на занајчиите? Значи не средства доделени од влада, туку од буџетот на општина Гевгелија колку средства се одделени за занајчиите? И друго прашање, повторно до градоначалникот, колку средби се одржани со занајчиската комора и кои мерки произлегле од тие средби доколку се одржани? Благодарам. Благодарам. Формулацијата на вашето прашање беа формирани за советници прашања, верувам на една од следните седмици. Ќе биде почета за советнички прашања, дали некој ќе нешто да говори по тоа продолжите? Нема ништо. Последните 2 години нема добива ништо, тоа што само вие грандови што сте. Значи лани добиваме 32 гранда, значи тој успех 32 гранда добиваме денечи од власт, да. И сега моментално пак има, во тек пак има гранда. Па од власт, да. Тие се само вработување што е 10.000 евро што дава до 29 години и 7.000 до 58. Од општина нема. Од општина нема. Добро, следен се збор, Димитров, победете. Благодарам, почитувам председателке. Мисля дека оваа седница ќе премучно нема да се јавам за збор. Вака се имаме прашање, сугестија, не знам како да го наречам. Во однос на, кажете кои занаети сега моментално има поголема побарувачка, дали може да се оствари средба со Работничкиот универзитет Кирил и Методија во однос на едукација на занаети кои што еве би биле и доходовни, а и би имало интерес и лица кои што биле сертифицирани за одредени занаети. Рековме електричари, автомеханичари, автолакери, занаети кои што се во подем. Така да дали имате остварено средба со институцијата Кирил и Методија во однос на сертифицирање на тие занаети и понатаму вклучување во комората и евентуално после да учествуваат во овие грантови кои што еве ги најавувате од влада. Благодарам. Јас имам разговарано со нив и работуваме добро. Оддавна се работуваме, да. Значи до петата година менше, за жал вода в Неготино. Јас многу пати викам што пар док в Неготино, ако можеме ги игрие. Сега ќе има напори, сега во селото неки име на централно ниво на Република Македонија, и јас ќе сакам и инсистирам да има мајсторски право во Гевгелија. Значи да може козметичари да имат мајстор, да стекнат диплома мајстор. Така ќе ги има други среда, Гевгелија го нема тоа. Ако може си изгледа исто за фризери, значи да полагат мајсторски права. А ние со даме се работаме. Зашто пар да не од Гевгелија да во Фрадгузи општина. Грот, значи тоа е. Дали некој друг се јавил за збор?
Збор кратко ќе земам јас едно прашање до представникот. Дали вие како регионална занаетчиска комора нудите поддршка на вашите членови од аспект на правна помош, од аспект на подготовка при аплицирање за грантови или слично, дали таква пракса постои во комората и дали можеби со статусот е пропишано дека би се давала или не, доколку не, дали може да биде реализирана и направена таа поддршка за вашите членови. И уште едно прашање кое се однесува на дали имате, да кажеме, годишно собрање на регионалната занаетчиска комора, меѓутоа и некој вид на советување, присуство или посета на семинари кои ќе го развијат предприемништвото кај занаетчии. Благодарам. Значи, комората, ние сега година собераме, има 17 членово собрание, има председател на собрание, има 9 члена управен одбор, значи јас сум председател на управен одбор и тоа е, значи ние функционираме добро меѓу нас, комуницираме, што и да има проблеми, значи тоа е преку статус на Република Македонија, се съберем годишен път, а ние ако имаме проблеми, например, разберуваме меѓу нас, телефонски и да го решаваме проблеми. За сега сме сами, самостанно. Значи ти Илјајло спознара правно не ме услуги да фатим правно да се платно. Това не е никакво колко услуги. И сега ние работиме, аз се имам с него, му се явам, то си има словой, така некакъв термал, нема толкова проблеми за да работа. А например има комори по-яки, што са имат и правно да работим в зачистка комора. А дека нас не е, трябва дека нас човек те работи с 4 сата, толкова има могущности, толкова има сила да. Значи малце да помогнам околу дискусијата со издавање на овие документи за легално човекот да може да отвори било каков бизнис. Ние порано тоа го практикувавме во училиштето, се издава, сега не знам како точно се вика, меѓутоа некој мајсторски сертификат. И сите оние колеги кои што предаваат по одредени предмети, ако се работи за фризер, се ангажираше хемичар и така натаму, ако се работи за електричар, електроинженер, меѓутоа тоа веќе не постои кај нас и затоа го поддржувам колегата Димитров, дека треба поголема соработка со Работничкиот универзитет Кирил и Методи и тоа можеме да го правиме тука, ама за жал не го правиме. Нашите сограѓани патуваат во Неготино, тој Работнички универзитет овозможува, активни се доста, овозможуваат издавање на секакви документи, а можеме ние тоа тука да го правиме. Меѓутоа треба поголема активност од страна на директорот, мислам дека таму и нема други вработени, меѓутоа вонредно се ангажираат соодветни стручњаци од одредена област, си плаќаат одреден надомес и без проблем може да се издаваат такви документи за било која дејност. За жал, во училиштата веќе интересот за третите степени е минорен, занемарувачки. Не знам дали сте известени, после првиот уписен рок во струката келнери и готвачи има само еден ученик запишано, во струката автомеханичари трет степен само 2 ученика. Тоа е поразително, а зошто го прават тоа децата, имам дискутирано, само ќе повторам. Под влијание на родителите дека мора секое дете да има 4 степен, за жал, по номенклатурата национална македонска, ако нема завршено 4 степен, детето не може да конкурира на било кој конкурс, затоа што е непризнаено средно образование. Средно образование е признаено само ако работи по струката. Тоест, келнер, ако работи како струка келнер, му е признаено дека има средно образование, а за друга било каде апликација да поднесува не. Значи, во тој дел, мислам, треба и на ниво на министерство, секаде акутен проблемот со третите степени и за жал и кај нас е така. Значи, решение, еви до представникот на Занаетчиската комора, е поголема комуникација со Работничкиот универзитет, а тие имаат начини како да го регулираат тоа, да ангажираат стручни лица и да се добиваат тие документи за отварање на одредена занаетчиска дејност. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор?
Доколку никој друг не се јави за збор, първо заклучувам присуството по точка за седум. Му благодарам на представителите од Занаятчиската комора. Со тоа, почитувани колеги, четвртен денниот ред на Занаятчиската седница на Советот. За седмицата ви благодарам и се работите.